Русија и Балканот вековна испреплетеност и по правило, влијанието се гради и врз поделбите на геополитичките интересни сфери. Се ближи крајот на 8-те децении од последната линија на влијание во регионот исцртана од антифашистичката коалиција и договорената Јалта. По анексијата на Крим и агресијата кон Украина во Москва се заокружува владењето на Владимир Путин. Кои какви последици ќе остави врз Западниот Балкан, руската агресија врз Украина? Ова е една од темите и дилемите во научното, поточно во докторската дисертација на мојот вечерашен соговорник Мухамед Јашари. Препознавате ли ново геостратешко поместување со почетокот на руската агресија врз Украина? Мислам дека руската агресија врз Украина 2014 година и сегашната војна таму мислам дека доаѓа како резултат на еден антагонистички перспективи низ Русија кон Западот. Мислам дека тоа го сумира целото недоразбирање, целокупното недоразбирање од Русија и Западот уште под распаѓањето на Советскиот сојуз, проширувањето на НАТО, па обоените револуции, идеите на Русија за изградба на наднационални организации како што се Евразиската економска унија, па потоа Организацијата за договор на колективната безбедност. Мислам, сите овие наднационални структури или овие регионални организации каде што Русија под 2000-та година сака да ги изгради, мислам дека се тие тенденции за да минимално да ја зачува или да се зачува доминацијата, регионалната доминација во тоа што се нарекува постсоветскиот простор. Господин Јашари, иако рускиот претседател негираше, сепак ми се наметнува прашањето, верувате ли дека постои реална опасност Путин да употреби атомско оружје? Тоа што можевме да го најдеме низ истражувањето низ овие години, доаѓавме до еден моментум каде што различните истражувачи го истакнуваат дека спомнувањето на рускиот естаблишмент за масовното оружје или нуклеарното оружјето за масовно уништување е знак дека мислам единствена карта каде што Русија би можел да се постави во светот како една голема или како една суперсила. Меѓутоа тоа не значи дека Русија е една суперсила во буквалната смисла на зборот, затоа што им недостасуваат и други сегменти на моќта, како што имат западните држави, како што е случајот со нанотехнологија, како што е случајот со различни сегменти каде што Западот или поточно Соединетите американски држави ја доминираат овој област. Мислам дека спомнувањето често пати на нуклеарното оружје повеќе говори за слабоста на Русија отколку на висинското влијание што би можел да го има низ меѓународниот поредок. Освен Србија, сите останати балкански земји ја осудија руската агресија врз Украина и се приклучија кон воведувањето на санкции, но се чини дека преовладува и натаму мислењето дека на Балканот постои она чувство на русофилство. На што се должи доминацијата и обидите на руските власти да се инсталираат што подлабоко во регионот? Мислам дека под 2000-та година Русија се соочи со една нова реалност кога беше во парашниот Балканот. Во 95-та година тука беше интервенцијата на НАТО во Босна, па потоа интервенцијата на НАТО во Косово 99-та година. Во 2001 година клучно беше западната дипломатија која ја спречил конфликтот од 2001 година.
и во континуирање процес интензификацијата на односите помеѓу балканските држави и Европската унија, но и НАТО, членството на некои од балканските држави во НАТО и процесот на преговорите со Европската унија, мислам дека се важни параметри, индикатори кои навистина ја ограничуваат руското, да кажам, не влијание, туку присуство. Присуство во Балканот и навистина динамиката на односите на Русија со Западен Балкан не со некој поголем интензитет. Единствена карта која Русија се обидуваше низ години да го применува во контекст на балканските држави беше економската и трговската, вклучувајќи го тука и енергетскиот сектор, каде што во 2013 година во концептот за надворешната политика на Русија од 2013 година се тврди дека балканскиот регион е важен за тие енергетски патишта. Сметам дека тие би биле подготвени да гледат секаква закана, не само од овој аспект што вие го спомнавте, туку и од различни други државни или недржавни актери. Во концептот на надворешната политика на 2013 година, Балканот се сметаше за стратешки регион за енергетските патишта, но гледаме дека во 2016 година, во концептот од 2016 година, Балканот или балканските држави во ниту еден параграф на рускиот концепт не беа спомнати. Дури сега во септември, кога е усвоена концептот за надворешната политика на Русија, иако оригинално се вика концептот за хуманитарната руска политика, не се спомнува ни една држава од Балканот или од балканските држави. Патем ова може да биде еден показател дека Русија е свесна и политичката елита во Русија се свесни дека може би битката со Западот во Балканот е изгубена. Балканот му припаѓа на условно кажано на историскиот друг, вклучувајќи ги тука заради фактот дека овој дел е под шадарот на НАТО, членството на Црна Гора во НАТО, членството на Македонија, членството на Хрватска и на Албанија 2009 година, после исто така и почетокот на преговорите. Мислам дека се тие важни параметри каде што Русија би имал на предвид кога станува збор креирањето на руската политика кон Источна Европа во целина и кон Балканот како важен регион на Европа. Препознавате ли можности и обиди на официјална Москва да врши притисок, особено сега говорам од аспект на македонското прашање во однос на разврските кои властите во Скопје ги има со официјална Атина со постигнувањето на договорот со Атина, потоа во однос на договорот со Бугарија? Руската Федерација беше заинтересирана овие договори или овие спогодби да бидат реализирани во контекст на меѓудржавен компромис. Така го гледаше и спорот околу името помеѓу Македонија и Грција. Така го гледа можеби и проблемот помеѓу во северниот дел на Косово помеѓу Србија и Косово. Во ова прашање Русија повеќе е заинтересирана или повеќе беше заинтересирана овие договори да ги гледа во контекст на меѓудржавен компромис помеѓу една и другата држава. Тоа е така заради фактот дека мислам дека затоа што Русија смета дека овие договори треба да се постигнат преку една меѓународна организација како што е Обединетите нации, каде што и таа неа е присутна. Господин Јашари, на крајот, гледате ли можност низ мировни преговори да се дојде до крај на конфликтот, односно руската агресија врз Украина? И што би било компромисното решение?
Сметам дека таму би можел да се појави еден замрзнат конфликт, истото како што е случајот со Грузија. Меѓутоа, кога тоа би можел да се решава или да се постигне до тоа веројатно времето ќе си го покаже и ќе бидеме сите сведоци што понатаму. Што е целта на Владимир Путин? Значи, ако ја земеме Украина и нивните руските обиди за изградба или дизајнирање на тие регионални организации, ќе гледаме дека Украина игра вистинска улога во тие организации, како што е Евроазиската економска унија, па ОДБК. Мислам дека повеќе целта беше да се попречи Украина да не ги интенсификира или да не биде во такви, да не се придружи во такви организации каде што Русија ги смета за непријателски, а пред се кон НАТО и кон Европската унија. Значи, да сумирам, целта не само во 2022 година, туку низ овие години е што повеќе Украина да не се претвори во една држава која ќе води во наредните години или во наредните децении ќе предводи непријателски, да кажам, условно кажам, непријателски политики или антагонистички политики кон Русија. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Ви благодарам многу.